со бомбонjera и 100 грама кафе, ќе завршиш многу поише работа него со административна пријава и поштанска марка. Зашто не ни тргнува да направиме подобри политики, ако веќе за се е крива политиката? Ние сме општество кое е тотално свесно колку политиката длабоко пенетрира у секојдневието, дека отприлика све зависи од политика. Истовремено имаме еден зид кон оно што е политичко делување, покажуваме одредена доза дури на одвратност кон тоа. Нели леле политика, политичари, тоа е гадно, истовремено сме соучесници у системот кој таа политика го креира. Професоре Ненад, што го врти светот? Јас сакам да верувам дека љубов тама веројатно е нешто повеќе од тоа, емоција е посложено. Во секој случај го врти емоцијата. Добре. Имам прашања или и одговор со еден збор. Омилена политичка теорија? Класичен либерализам. Добре. Која политичка теорија најдобро ја објаснува Македонија? Циклично авторитарно општество или циклични авторитарни појави, да речеме. Тоа не е баш теорија, повеќе е концепт, ама тоа најдобро го објаснува. Фер. Адам Смит или Карл Маркс, ама го предпоставувам одговорот. Адам Смит сепак. Добро. И нешто лично, омилена квиз игра? Асоцијации. Нема да играме асоцијации денеска. Ајде да ја објасниме малку македонскава политичка сцена, посебно со оглед на тоа што постојано сме во некои изборни процеси. Како најдобро би се објаснило како македонецот си ги бира политичарите? Зашто цело време си бираме политичари, па сме све нешто незадоволни. Ја мислам дека основна работа која не движи, во смисол на тоа како бираме, е револт. Добре. Затоа што мислам дека сме се уште општество кое гласа против и кое не гласа за. И како такво не сме некој голем исклучок од оно што е некој глобално правило. Политичката психологија покажала и имав таа среќа да предавам 2-3 години и да се запознам со еден куп истражувања кои конкретно покажуваат на примерот на други општества како тоа функционира, дека многу малку луѓе се запознаени со тоа што навистина е политичка идеологија или знаат да разликуваат една од друга политичка идеологија. Имаат некакво интуитивно чувство за одредени прашања, дали припаѓате повеќе кон лево или кон десно, меѓутоа не знаат тоа да го канализираат, да го на некој начин да го искажат, така да приклучувањето кон одредена политичка опција или симпатизирањето на одредена политичка опција е повеќе интуитивно отколку што е, да речеме, структурирано како процес. Што е лево, што е десно? Ова го прашувам не затоа што предпоставам дека никој не знае. Што е лево, што е десно? Кога ќе слушнеме со практични примери, некој за нешто дека зборува, како да препознаеме дали неговата идеологија е полево или подасно на тој спектар. Ајде да пробаме наедноставно да одговориме, иако политичките спектри сега се се прикажуваат дури во 3 димензии. Покрај класичните економска и политичка димензија се додава и културната димензија, така да има дури 3D модели на политичка идеологија, кој каде припада, бидејќи по сите 3 основи можеме да сме различни. Кога се 3D, зашто да не биде идеологијата, апсолутно. Меѓутоа, ако треба да одговориме во наједноставна оска, да речеме што е лево, што е десно, се што е врзано, значи, за слободата припаѓа кон центристи. Ајде да тргнеме од центарот. Оно што го реков е класичен либерализам, првото прашање. Се што е врзано за концептот на слобода е центристичка идеја. Либералите се во центарот на политичката идеологија, во најпростата оска. Сега пробувам и за гледачите и за нели секој кој го интересира, тргнувам од наједноставниот начин на кој се објаснував, за да можеме некогаш во некоја друга прилика и посложените оски да ги објасниме. Кон десно се сите оние партии кои се базираат на традиција, кои веруваат во религија и кои солидарноста повеќе ја сваќаат низ призма на национална солидарност. И тука се републиканци, тука се монархисти, во радикалната десница се разни нацистички, фашистички партии и така натаму, збориме за радикална десница, неоконзервативизмот како една релативно моќна нова и не така нова идеологија, базирана на класичниот конзервативизам и така натаму, додека се што подразбира економска солидарност, се што подразбира редистрибутивни економски политики,
односно политики на редистрибуција, како прогресивно оданечување и така натаму, е лево во политичката оска. И тука тргаме од социјалдемократите како најцентар лева опција, социјалисти, комунисти и по некои видувања анархистите би требале да бидат као најлевата опција, ако тоа е прилично поедноставен приказ на нештата. Во секој случај, десно е националната солидарност, лево е економската солидарност, десно се религијата и традицијата, лево се така наречените прогресивни идеи. Десно исто така идејата за класично семејство, условно кажано, како вели песничката кај нас, кајче мама, тато, дада, јас и бато, а налево е идејата за малку поинакви типови на семејство кои може да подразбираат и други форми на семејство. Потоа има и други прашања, нели, по кои многу се разликуваат левицата и десницата од тоа како се воспитува детето, дали го воспитуваш да биде солидарно, емпатично, и така натаму, или го воспитуваш да биде самостално, слободно, во смисла на тоа да не зависи од другите и така натаму, и тоа се различни пристапи. Има еден прекрасен филм со Роберт Де Ниро кој прилично, и со Дастин Хофман, кој прилично ги дава на еден комичен начин тие разлики. Секогаш на студентите им го препорачам за да видат која е разликата меѓу републиканци и демократи во воспитувањето на децата. Нели, тоа е фамозниот Meet the Fockers. Да. Потоа Meet the Parents беше вториот дел. Јас сакам низ популарна култура често да им укажам на тоа кои се добрите места да се видат такви разлики, така да левицата и десницата се прилично иако па и Big Fat Greek Wedding. Апсолутно, што е традиционализам, да, апсолутно, што е традиционално конзервативно семејство, што се конзервативни односи и така натаму. И она што денеска во културна смисла најмногу каде што во суштина се наликуваат левицата и десницата, посебно нивни радикални полови, левицата повеќе го гради целиот свој социјален дискурс на концептот на родов идентитет, или може да се каже во поширока смисла и сексуален идентитет, додека десницата се бави повеќе со прашањето на историски национален идентитет. И тие двата, за жал, во современите дебати стана прилично исклучиви. И едните и другите во интимноста многу задираат. На различен начин, да, на различен начин. Да. Имаат различен концепт за тоа што е исправниот пат по овие прашања или што е вистинската се случува кога, идеологија. На пример, сме растени со една идеологија, нашите верувале во тоа, општеството, ние веруваме во нешто, не знам, како концепт политички или како треба, мислам политички. Премногу задира во тоа како јас го правам моето семејство. Така е. Да кажеме, постојано дека некоја жена е учена дека таа не може да биде сама, дека нели мора на одреден начин да изгледа семејството и слично. Да. И сака да е така, мислам, она се го замислувала така животот и се случува во животот да не е така. Значи се случува обратното, односно дали да биде сама оставена со своите деца, дали да биде во несреќен брак, од кој што едноставно некогаш може би ќе планира да излезе и слично. Сега жените ги земавме, истото и кај мажите, например, да изгубат работата, а веруваат дека мораат тие да бидат тие кои што носат дома. Дали мораме до толку ко слеп за стап да се држиме за овие концепти или можеме полека да почнеме да разговараме за тоа дека ова е добро и ова е добро и можеби да соживееме малку повеќе заедно. Кога кажав класичен либерализам на почетокот, во голема мера е врзан и за ова што го говориме. Во принцип тој верува во некаков општествен плурализам. Ако, не знам, еден маж и една жена решат да градат традиционално семејство со традиционални вредности, нема никаква пречка да бидат среќни. Нема никаква пречка ако двајцата се согласуваат за тоа како концептуално тоа треба да изгледа. Кога ќе кажат класични родови улоги, во ред, ако тоа некому му одговара, ако некому му причинува задоволство, јас не гледам проблеми ако за тоа во семејството има консензус, разбирање, љубов и така натаму. Од друга страна нема никаков проблем да малце се релаксираме, како што и ти самата кажа во однос на ова, затоа што она што стои запишано во книгите, она како ние идеално типски си замислуваме дека треба да изгледа семејството, не секогаш може да се реализира. Сега, така да навлагаме во една прилично осетлива сфера на еднородителски семејства, дебатата која кај нас е прилично табу за истополови семејства и така натаму, која се води веројатно на сосема погрешен начин. И мислам дека тоа не се теми кои ги отвараме во добра волја и кои ги отвараме за да научиме нешто едни од други, ги отвараме во
атмосфера на антагонизам и константно Да и се константен докажеме. конфликт за да докажеме дека нашето е исправно. Да. Исправно е се оно што е прифатливо за луѓето и класичниот либерализам подразбира еден принцип кој денеска е прилично заборавен, тоа е no harm принципот. Се оно што мене не ме повредува, а ти можеш да го правиш, можеш да го правиш. Мојата слобода завршува кај што почнува твојата. Тоа се фундаментите на no harm принципот. Како ти ја замислуваш својата слобода за себе, како ти се проектираш, дали ќе се проектираш на еден друг начин во смисол на овој твој идентитет, оној твој идентитет е сосема твоја работа. И се додека не научиме дека треба да имаме за респект за тоа нешто, мислам дека ќе бидеме во една како општество состојба во која подолго време сме, а тоа е една комплетно афективна состојба без никакви конкретни решенија, во која размената на аргументи е далеко од делиберација, бидејќи делиберацијата подразбира правила. Тоа е оно што го научив на вака на средни години, да не речам на стари години. Една од работите што ни се случува на интернет е погласниот победува. Таа порака која што најгласно, најсилно, најфраерски, најсмешно ќе се каже, таа е таа која што ќе стигне до најмногу луѓе. Но често се случува тоа да влече кон двете екстреми. Значи, да не се разбираме, туку да се надвикуваме во еве дискусија за политика или било што друго. И доаѓа до една екстремизација. Таму центар нема, ниту има нешто кое што флиртува со центарот, туку екстремно десно. Во моментов двете најпопуларни теории се едната теорија која што е екстремно десничарска, која што пропагира дека, да кажеме, жената треба да е дома, да седи сама со децата, да не работи воопшто, бидејќи има друга улога и така натаму, дека треба да бидеме екстремно религиозни, дека се што е надвор од тоа не е добро и нема да не направи среќни. Другата екстрема, нели тука дека социјалниот аспект на тоа да ја поддржиме жената да го прави тоа, да дадеме субвенција и средства ако веќе сакаме таков систем го немаме. Другата екстрема ни е она на и да речи редистрибуција, меѓутоа некогаш и екстремна на доходот. И се повеќе и повеќе тие се екстремизираат, ова едново значи дека со тек на време се би станало државно или барем огромен дел од имотот би станал државен, а потоа би се редистрибуирал. Тој систем го знаеме од претходно, а овој другиот не знам дали го знаеме, ама исто така треба да потсети на нешто традиционално. Зошто се случува ова и дали е добро, бидејќи обично кога населението се екстремизира, знае да дојде до конфликт меѓу овие две страни. Мислам, сега прашувајќи, одговори едно прашање зошто јас немам социјални мрежи веќе. Задржав само LinkedIn. Барав. Да, немам социјални мрежи. Не било до мене. Не, немам социјални мрежи затоа што мислам дека од две причини не ги сакам дебатите на социјалните мрежи. Има едно правило кое вели дека после петиот статус, петиот одговор некој или четвртиот како беше некој ќе го спомене Хитлер. Обавезно некој ќе биде од страната на Хитлер. Да, ќе му се стави таква ознака, таков добар маркер дечко дека беше, лошо се шишеше. Да, така некако. Така да воопшто немам никакво почитување за еден процес кој е многу далек од некаква зрела делиберација, кој има врска со два процеса. Првиот е процесот на чемпионинг. Ние сите сакаме да бидеме шампиони на одредено мислење, затоа што тоа ни носи внимание, затоа што тоа ни носи популарност. И тоа е еден чист егоизам, преточено лајкови, преточено супер коментари, браво, екстраси, ово на 5 минути слава. И тоа не само што е ефемерно и краткотрајно, туку и не носи баш многу додадена вредност во јавната дебата. Ако ги почитувате сите оние правила кои делиберацијата ги барат, вас ќе сватите колку тоа не е делиберација што се случува, тоа е само неуместна размена на аргументи. Вториот процес е што луѓето стануваат затворени во своите екокомори, стануваат прилично радикални и доаѓаат исклучиво по валидација на социјалните мрежи. Ако ти се сложуваш со мене, кој дошол да размени мислење? Никој. Да. Чекај се, ајде да видам што мисли другава страна, па да разговараме. Никој не оди со таа мотивација. Секој оди со мотивација да се потврдам себе си и она што јас го мислам со сите стереотипи кои може тука да ги има. И мене ми се случувало тоа. И сватив дека земај данок на менталното здравје многу. Затоа што луѓето за да анонимноста на тастатурите мислат дека треба да те навредуваат, па партиски штабови, па ботови, па индивидуални лудаци и така натаму, се извинувам за употребата на еден прилично искрен термин. Луѓе кои имале лош ден, па мислат дека е супер на некој да му се истураш од дигитална форма. И мислам дека тоа, јас во еден момент сватив дека апсолутно нигде не ме води. Го реотворив на Фејсбукот едно време, требаше да објавувам во договор
нели со некои мои пријатели некоја содржина, конкретно јас водев кратко време еден подкаст, па сакав да го објавувам на социјални мрежи, сватив дека тоа само во поголеми проблемите бутка и на крај решив дека е најдобро да ако сакаш да задржиш здравата делиберација со некаква дистанца во која ти сепак си во асиметрична позиција. Ако ти не сакаш никого да навредуваш и да учествуваш во таков тип на размена на аргументи, ти губиш. Ти не си популарен, ти си некаков бета учесник на социјалните мрежи. Нема потреба такво нешто. Едноставно тргни се на страна и остави ги луѓето да си го губат времето и понатака, мислам, на тој начин. Ама ако ги нема тие на социјалните мрежи, тогаш немаме право да се жалиме зашто се екстремизираат. Не, нема зошто да се жалиме. Имаме право да водиме битката на други начини. Да, апсолутно. Меѓу кои преку телевизиски дебати, преку вакви подкасти, каде што можеш посоодветно да се изразиш, а луѓето можат апсолутно да изберат што им се допаѓа од тоа што ќе каже што не им се допаѓа. Тие екокомори на социјалните мрежи, тоа не е моја оригинална идеја, тоа е нешто што е веќе докажано, го забрзаа тој процес на поларизација и радикализација. Со тоа што јас гледам, на пример, и ова го кажав и во една друга прилика, би сакал да го повторам затоа што многу загрижува. Постои една страшна полова поделба, кај, например, кај моите студенти ја приметувам, во смисла на таа поларизација и постои, апропо на што претходно го говоревме, по старосни групи големо раслојување. Ајде сакам за половата да кажам па малци за втората. Две битни прашања се, политички прашања се фундаментално и двете. Оно што го приметуваме е дека кај нашиве студенти, кај најголем дел, не би да генерализирам, генерализацијата е секогаш многу лош начин да се прикажат работите, меѓутоа постоја да речеме тренд, тенденција. Да. Девојчињата да се приклонуваат повеќе кон тие лево-либерални теории, а машките да бегаат повеќе кон десница, кон Джордан Питерсон, кон Ендрю Тейт и тој дел од интернетот, да речем. И каде ќе се најдат ако машките ги тренираат Тейт, а женските викаат само не Тейт, све друго. Не, зависи колку далеку ќе отидете во двата правци, затоа што едниот и другиот правец подразбираат поумерени и порадикални делови од идеологијата која можете да ја прифатите. Од едната страна може да станете некакво мизогоно суштество, така, кое ќе мрази се живо, ако забегате баш во оние мрачните делови на интернетот, а во однос на половата радикализација можете да завршите или во тоа да екстремно ја презирате и мразите жени или екстремно презирате мажи. И двете ситуации ми се случиле, сум бил сведок и на едното и на другото, и на часови е некогаш многу тешко да се контролира дебатата кога оваа поларизација ќе стане видлива, а кога правилата на делиберација не се баш јасни и не се секогаш не можете да ги држите под контрола кај млади луѓе на кои сепак им врие крвта и кои сакаат да кажат нели нешто. Да. Барем дебатата е жива, тоа не можам да го спорам. За претходно нешто што го кажав, мислам имаме да направам поента. Не живееш со твоите родители, така? Не, живеам со... Одлично. Моето дете живее со неговите како што треба да биде, така? Да. Мислам дека концептот на проширено семејство кај нас одиграл една многу деструктивна улога, заради тоа што кога правевме истражување во Институтот за демократија на кој му припаѓам со години, се сеќавам дека имаше едно прашање кој мереше колку од прилика ти си мрднал во политичките размислувања од твоите родители. И не се мрднал. Не, ако исто размислуваш политички како твоите родители, нешто не е окей со тебе. Ако погледнеш и сватиш дека си станал твојот татко или твојата мајка, тогаш треба да го приспиташ сериозно животот, односно дека немаш никаков прогрес во однос на тоа како они размислувале. Дури имаме еден процес кој е ретрограден. Прекрасна. Мора да постојат одредени разлики, чисто заради генерацијата на која припаѓаш. Апсолутно, да. Сега ќе ти кажам еден позагрижувачки факт. Нашата генерација, која околу 35, 40, 45, јас имам 46 години, е полиберална од младата генерација која има поконзервативни размислувања, тоа никаде не треба да е така. Тоа го приметувам и сакав да прашам, особено на факултет за политички науки се гледа тоа, зошто? Ние имавме ситуација на еден тренинг каде што млад човек кој што е во десничарска партија го бира како најомилен политички лик, на пример, еден познат авторитарен светски лидер. Познат авторитарен светски лидер. Тој познат авторитарен светски лидер е најпопуларен меѓу етничките македонци со години како политичар. Не, само да се разбереме, не е американски. Не е американски. Не, добро. За истиот збориме. И воопшто не сум изненаден што го кажа ова. Мислам, тоа ми се апсолутно познати податоци. Млад човек, значи, си мислиш ке биде отворен. Знаеш што има тоа врска? Еве зашто ние сме некогаш не викаат еврофундаменталисти или евроталибани,
Ние растевме во генерација која се надеваше на таа Европа и на таа европска интеграција и неотварање кон светот. Нашето политичко осезнавање тамо после 13 години почна со падот на Советскиот сојуз, прво беа гласност и перестројка, се сеќавам ја колку беше тоа важно. Бев дете, ама многу сакав политика и слушав што се случува на тој. Една прва жива меморија ми е падот на Чаушеску пренесува на телевизија. Така знаев дека ќе студирам политички науки. Тоа е прво нешто што ми остав впечаток. На телевизија и сакав да знам што се случува и се зареков дека ќе научам да го разберам тоа, ќе учам за да можам да го разберам и го разбирам. Колку толку. Во таа смисла одиме во еден правец каде што нашата генерација, одевме во еден правец каде што нашата генерација цело време живееше со таа некоја надеж дека ќе се приклучи кон некоја нова политичка заедница, дека ќе биде подобро, дека ќе станеме дел од светот. Можеби имавме концепт на некаква политичка провинција. Да. Во секој случај или концепт или комплекс на нижа вредност, кој често знаеше да биде исполен онака како што се исполува во индивидуалната психологија со некаков комплекс на виша вредност, за да компензираме за тоа. Па од тука приказните за големи империи кои овде постоеле, чии сме ние наследници и така натаму, што не е нешто невообичаено за европскиот модел на градење на нација, само патологијата на тоа кај нас е малце поинаква. Патологијата често произлегува тој комплекс на нижа вредност кој го имаме потреба често да го компензираме. Да, ама младите генерации многу малку виделе од она што дошло после, а слушале од бабите дека било подобро. Имаше еден мој докторант кој преку временски серии прикажал какви се ставовите на различни групи на луѓе кои припаѓаат на различни временски серии. Нели сега ги делат на алфа, зед и така натаму, можеш и по години, оние родени од 900 до 2000, и ти точно гледаш која била траумата на генерацијата на која припаѓаат. Зашто сега помладите се поконзервативни, барем во смисол на национални прашања, така, затоа што се растени со траумата на се она што нас како држава и општество ни е правено и низ кое поминавме, низ кое не успеавме да најдеме некој тежок внатрешен компромис кој сепак не бил наметнат од надвор. Промена на знаме, промена на име, идентитетски интервенции од соседи, константна несигурност на тој идентитетско поле, недостаток внатрешен на јавна дебата, структурирана и разумна во однос на тоа кои сме ни, од каде доаѓаме и така натаму, како етнички македонци, ја можам со 50% да учествувам во таа дебата, само по мајчина линија. Меѓутоа факт е дека таа траума остави и јас ги гледам, например, посебно кај машката популација, една обседнатост со идентитетски прашања кои произлегуваат точно од оваа несигурност и траума која низ која општеството помина, за која не успеавме да разговараме искрено и честно и не успеавме да се разбереме баш заради тој афективен момент на повишени емоции и неможност да бидеме искрени за работите. Така, јас не мислам дека ни едната ни другата страна во таа дебата се грешка, просто имаат различни аргументи и различни работи приоритизираат. И затоа кај младите кај нас, например, се јавува, а и растени се во едно време кога имаше еден, и за тоа зборуваме ние последните 15 години, не треба да си страшно паметен политолог, за да ние зборуваме за така наречениот конзерватив беклеш веќе 15 години. Не мислам дека е проблемот во Идарич. Дури би бил многу среќен, зборував со еден мој професор Зdenjak Kavan, чех, инаку брат на поранешниот министер за надворешни работи на Чешка, Јан Каван. Зборувавме колку е сменета левицата. Да, гадно е, да. Колку е сменета левицата која веќе не разговара за економски прашања, која исклучиво се бави со идентитетски прашања. Тоа се сложува. Значи, он вика, јас сум Ненад, така во Сарајево предаваме на истите постдипломски, мене ми беше професор, сега јас предавам таму. И професорот Каван ми вика, знаеш, јас сум од старите левичари кои сепак преферираат да разговараат за економски теми. Сега културните војни, дури економските теми се бутнати во втор план, а овие идентитетски теми кои ги споменавме на левицата и десницата во различна перспектива се случуваат на начин на кој едните развија, левицата го разви феноменот на cancel culture, ако не се слагаш, јас тебе те бойкотирам на секој начин, дури и ќе се погрижам јавно да бидеш линчуван. Да. И со тоа се навлече. Јас се сложувам апсолутно и со тоа се навлече на нешто што не смееме да се зафркаваме со ова, не смееме да се зафркаваме. Тоа се вика негатив humor ideology, ти што го зборуваш. Имаме со професор Таковски напишано со еден мој колега многу убав пейпер за негатив versus positive humor ideologies, излезе во еден прилично престижен час. Треба да излезе. Треба ли хуморот да го ограничиме? Би постоел ли The Office, кој што во голем дел според мене го отвара начинот на кој што размислуваме. Тоа е серија во која што шефот е комплетно политички некоректен. Он е комплетен идиот. И од симпатичен идиот.
Да, апсолутно симпатичен. И од што е некоректен кон вработените во неговата компанија, во поглед на тоа да ги навредува врз база на изглед, ориентација и слично, ама тоа е дозволено да се случи во тој хумор. Да. Ти си викаш, јас не сакам да бидам таков. И автоматски не си. А ако некој те закјутува, да. Тоа е сосема друг феномен. Обратното ќе се случи како и што се случува сега. Ќе се случи конзерватив беклеш. Да. За се што е веројатно, се што не се разговара. Дискурсот во десницата постои, нивната cancel culture е подеднакво лоша. Тоа е дискурсот предавници и патриоти. Да. Тоа ти е истото, потполно. Ти не се согласуваш со мене, тебе не ти е важен националниот идентитет, тебе ти се други типови на идентитет важни, извини, ти си за мене неприфатлив. И треба да бидеш канцелуван со тоа што десницата порано беше поагресивна, сега излезе дека левицата е навлечена исто на тој терен на омраза. Порано левицата имаше еден суптилен презир, интелектуален. Ако не се согласувам со тебе, ќе те презирам интелектуално, ама ќе ја имам таа пристојност да не го изразувам тоа агресивно и нападно. Сега веќе тоа отидено у бестрага комплетно, каде што левицата комплетно се навлече на оваа претежно десничарска приказна на омраза, линч и така натаму, и затоа се случи Чарли Кирк, меѓу другото. Да. Што е затоа се случи. Страшно. Сите во Америка тураат во тој кош на омраза и на тотална афективност и неслушање едни со други. На тоа му кумува во голема мера школувањето на University of Facebook и College of Google. Апсолутно една полуписмена генерација на луѓе кои ништо до крај не разбираат, а имаат огромен пристап до информации. И се случува на крај да таа омраза се излеја на начин кој е најнепопуларен и најлош можен. Не знам во случајот на Чарли Кирк што беше полошо. Дали тоа што дел од оваа радикално лево идентитетска политичка опција се радуваше на неговото убиство и воопшто нема никаква елементарна човечка сочувство, или тоа што дел од десницата конзервативна под наводниот плашт на тоа дека многу жалат за убиството на Чарли Кирк, гледа максимално политички да испрофитираат во моментот заради тоа што им се пружи прилика. Еднакво ужасна. Поголема омраза кон секој што не мисли. И да направат поголема омраза затоа што сега му е мајка, тебе сега имаме ние маченик и дај сега да го искористиме максимално моментов за да можеме да ќариме шо поише таа неокон агенда да ја кренеме на едно повисоко ниво. И не знаеш што е поодвратно од тие две. А у суштина тоа е само мирор феномен, тоа е огледален феномен на едно општество кое карши себе го гледа она што не сака да го види и го мрази, ствари тоа е само твојот идеолошки поглед во огледало од другата страна. Значи политичкиот центар полека замира. Имаше Берни Сандерс феноменален клип за тоа. Да, одличен. Исклучително зрел политичар, исклучително паметен. Мене ми е искрено многу жал што никогаш не стана председател на Соединетите Американски, што беше тргнат некако на страна. Сега е веќе во години, ама имаше една, а по сензибилитет ако ме прашаш, мене ми се најблиску ставовите на Бил Мајер, кој поранеше демократ, кој е многу критичен кон демократите и кој многу отворено зборува за некаков нов компромис до кој американското општество ќе треба да дојде, а не е далеку и од нас истата дебата, само на други теми. Јас исто сакам да вратам кај нас. Зошто? Ајде што сме екстремно различни, се расправаме постојано од нешто, од некого се плашиме, да кажеме едно или друго е страшно во едно друштво, во друго друштво е пак страшно зашто е по-лево, по-десно и така натаму, а можеби е лично мислење и е врзано со нечи ден или живот, не е крај на светот. Прво тоа кај нас некако се случува се повеќе и за се ни е крива политиката, нели ние политичарите се за ова криви. Што е добро, значи сваќаме дека се е политика, дека во речиси секој дел од нашето функционирање, дали економијата, дали е пристапот кон претприемништвото, што го имаме во една држава, дали ќе биде, не знам, во какви училишта ќе учат децата, дали ќе имаме бесплатни градинки и така натаму, бесплатни, пристојни цени за квалитетни градинки, се тоа е политика. Во ред, абсолютно. Јасно ни е. И сите викаат, све се тоа криви политичарите, кај нас ништо не бива. Ама ние ги бираме. Па не само што ги бираме, секој седми македонец, сега имаше едно интересни ми беа наудите истражувања, секој седми македонец е член на партија, не само што ги бираме, луѓето се дел од тие партии, од тие системи, значи што ги создаваат, ги вадат политичарите. И другиот момент што исто сакам да го искоментираме, многу голем процент од луѓето гласаат. Значи нас не интересира политика. Зависи на кои избори, ама да, окей. 60-70% беше според истражувања. На парламентарни, да. Да, например, на парламентарни, што е помалку од други држави. Значи нас не интересира политика, ги гледаме кои се политичарите, учествуваме дел, нели, од луѓето учествуваат во
партиите, зашто не ни тргнува да направиме подобри политики, ако веќе за се е крива политиката? Можам прво да го искоментирам односот кон политиката. Само сакам Може. претходно да кажам дека забраната на хуморот е една од најопасните идеи кои може да ни паднат на памет. Исто се слагам. И навлага сериозно во слободата на говорот. Роан Аткинсон го има сумирано во една реченица, познатиот мистер Бин. Луѓето не смеат да бидат предмет на исмевање, но феномените мораат да останат отворени за дебата и за исмевање. Да. Било кој феномен. Не смеам да ја навредам Јована, меѓутоа, ако ти имаш некаква идеја или политичка идеологија или припаѓаш на некое движење, идејата за тие мора да биде отворена за исмевање и за хумор. Мораме тука малце да ја намалиме суетата во тој поглед Може и да не сваќаме наросташ, све лично. односно да биде тоа некоја онака пријателски, зависимо. Не треба да биде безчувствително. Апсолутно. Од друга страна, јас не можам слободно интелектуално да разговарам ако можеби некој не се најде навреден од моите зборови. Ризикот на тоа е да бидеш нели понекогаш и луѓето да ги навредиш, можеби не сакајки. Да. Ама тоа е дел од тоа да се биде возрасен. Левицата одиде предалеку со теоријата дека се е до чувствата и дека твоите чувства се светиња. Не се. Моите чувства биле повредени многу пати и некогаш биле повредени за добро. Ме терало да размислам за некои мои постапки затоа што често сум грешил. А начинот на кој сум размислил се тоа што некој родител, другар, девојка, партнер, жена те повредиле со коментар, ама те натерале да размислуваш. Не се носите чувства светиња. Ама не е лесно. Не е лесно, Ама да, тежок процес, се соочуваш сам со себе, зезнато е, така. И во принцип јас прибегнувам кон тактиката да правам шеги најчесто за работи кои се врзани за мене или за мене самиот, затоа што луѓето стана преосетливи, стана невозможно некого да не го навредиш и при тоа да инсистира на тоа ти да бидеш линчуван и така натаму. Особено почнав да внимавам што зборувам пред студентите, порано бев послободен. Ова се нови генерации кои имаат многу висок праг на сензибилитет во тој поглед. Иако мислам дека ме земаат како добронамерени, никогаш немало некој поголем инцидент. Велам, јас стално велам, ако некој се наоѓа навреден, ние критикуваме феномени, не критикуваме луѓе, никого индивидуално не судиме. Во однос на политиката, сите истражувања покажуваат еден феномен кој е многу интересен кај нас. Ние сме општество кое е тотално свесно колку политиката длабоко пенетрира у секојдневието, дека од прилика све зависи од политика. Истовремено имаме еден зид кон оно што е политичко делување, покажуваме одредена доза дури на одвратност кон тоа, имаме еден негативен, одиозен став со индигнација од фрламе. Нели леле политика, политичари, тоа е гадно, истовремено сме соучесници у системот кој таа политика го креира. Мислам дека оваа дебата за прв пат можеби во ајде да речеме делумно правилна перспектива се отвори по дискотеката Пулс. Да. Да сите индивидуално измериме колку сме биле соучесници во целата работа. И мислам дека за прв пат луѓето го свртија прстот кон себе и рекаа чекај, која моја постапка придонела да јас изградам еден систем во кој на крај изгореа 60 и кусур луѓе ни кривени должни, кои дошле да се забавуваат една вечер. Сите ни имаме деца, не можам да замислам нешто полошо да ти се случи од тоа да го пуштиш детето и детето да не ти се врати. Не постои, апсолутно. Мислам, во моментов вака целиот се стегам, не можам да го замислам тоа какво чувство е. Најголемиот страф на секој родител. Најголемиот страф на секој родител. Нема поголем страф од тоа. И во таа смисла, за прв пат можеби го вперивме прстот во политиката, да, го вперивме прстот и во политичарите кои се сега на власт, и оние кои биле предходно, и сите кои придонеле кон ова да се случи, без било кого да иземаме од одговорност, меѓутоа за прв пат се поведе дебата дали треба да го впериме в прстот кон себе тај клиентелистички модел на функционирање кој партиите го наметна овие 30 години, можеби да еволуира. Ја не сум оптимиста, веднаш ќе ти кажам. Мислам дека таа социјална инерција на функционирање вака како што функционираме ќе трае уште долго. И ако не опамети Палеар во 90-тите падот, 2 авиона ни падна. Ако не опамети, модуларната болница, потонувањето на бродот Илинден, сите оние јавни катастрофи, модуларната болница па постава беше и Кочани се случи. Ако не опамети состојбата на инфраструктурата, ако не опамети тоа што сме предпоследни во медиумска писменост во Европа, Така што е. по PISA тестовите сме најслаби во Европа, Страшно. тогаш ја не гледам што ќе не опамети. Па мислам дека полека оди кон тоа да не опамети фактот што веќе нема луѓе. Компаниите Веројатно. немаат вработени, Веројатно. особено квалитетни вработени, тие викаат, окей, немам ни систем, немам ни ништо, поврзани сме со Европа и веќе си одам во соседството, ако ништо подалеку од тоа.
и се намалува бројот на луѓе, така што мислам дека тоа едно ќе не опамети, а второ се надевам еве студентите што студираат кај вас. Има ли некои светли точки, примери? Сакам да слушнам, постојано кажуваме како некоја критика кон, да кажеме, идните генерации, па тие што останале, па немаме квалитет. Имаме ли некои светли примери, студенти кои што вака ве натерале и вас да мислите, или сте си помислиле што убаво би било еве овој млад човек за 10 години да ја води државата, за 20? Секогаш има одреден корпус. Пример некој, нешто што се случи. Предам еден предмет академско пишување се вика, например, тука многу јасно гледаш колкав е капацитетот на студентите да формулираат аргумент. Да го истражат тој аргумент. Се познава како е ChatGPT. Се познава. Многу е advanced, многу е јазикот е несоодветен и така натаму. Нека го користат ChatGPT во рамките на етичките стандарди кои треба. Меѓутоа се познава кој има капацитет за аргументирање. И понекогаш знам толку пријатно да се изненадам што одеднаш си велам, окей, има некаква надеж. Само овие луѓе да не отидат на погрешен пат и да не се повлечат. Проблемот на интелигентните луѓе кои разбираат како општеството функционира, вклучително и дел од моите студенти, е што или ќе си го побараат чарето на странски универзитети, ќе го напуштат пред време ово општество без да остават печат и да дадат некаков инпут во него, политички, општествен, било каков, не мора преку политички ангажман, може и преку ангажман во цивилната сфера, хуманитарна сфера и така натаму, или дека едноставно ќе се повлечат под налетот на масата, на социјални мрежи, она квази делиберативна маса која го формулира јавното мислење и која често прави толкав притисок кој млади луѓе не можат да го издржат. Мислам, често не можам ни јас да го издржам, камоли некој кој има 21-22 години, да не се храбриме и да не се правиме тука многу паметни во таа смисла. Тоа е прилично тешко кога 100 луѓе ќе ти се заканат во инбокс, или ќе ти пишат нешто негативно, или ќе ти прават некаков шейминг за тоа како изгледаш, како зборуваш, по било кој основ, така. Тоа е притисок кој тешко се издржува, меѓутоа и само социопат може да биде тотално смирен и тотално кул на таков тип на притисоци, или некој кој перфектно глуми, што е пак на ниво на не знам, или добра актерска игра, или пак некаква социопатија. Така да мене ми е многу страв да не подлегнат под тој општествен притисок и да мора да разберат, и тоа е моја порака до нив секогаш. И на час го говориме тоа. Ако учествуваш во јавна дебата и заземеш став за едно прашање, по било кое прашање, едно ти е загарантирано. Пола луѓе ќе те поддржат, пола ќе те плукаат. Од која год страна да се најдеш. На тој политички јаз или разликување некакво. Пример за добра идеја некоја што ја кажал млад човек, нешто што вака пример за добра идеја? Да. Имам еден студент кој јасно ни каже дека нашата генерација ја изел системот и треба да се скокне во политичката реализација, условно кажано, односно дека е подобро да оставиме простор за помладите. Тоа е веројатно најбрилјантната идеја, најхрабрата која имам чуено, затоа што студентот ризикуваше многу да го наљути професорот, меѓутоа место да го наљути, професорот се запраша дали можеби ние навистина не сме контаминирани од претходните генерации и контаминирани од она што го реков традиционални проширени семејства и така натаму, во кој ти можеш да размислиш како што размислувал татко ти и како што размислувал дедо ти и прадедо ти и така натаму, под еден превез на некаква квази традиција која во суштина не дозволува никаков прогрес. И можеби таа идеја дека потребно е да се скокне една генерација и малце помладите да нагазат, условно кажано, во таа јавна сфера е можеби добра. Меѓутоа, оно што не гледаме е детерминираност кај нив. И јас себе гледам, например, по аналитичкиве емисии на кои сум често гостин, не знам, каде што се анализира политика, јавна политика и така натаму, изостанува по младата генерација која ќе изнедри некои нови ликови. Ја ги охрабрувам да излагаат. Ние радо ќе се повлечеме, не тоа е најмал проблем. Јас ги охрабрувам, јас имам еден интересен пример, кај што кога работев в комуникација, беа поканати на една дебата министри за финанси да дискутираат за тоа зошто едно од главните прашања беше зошто младите се иселиле, па имаше прилог анализа и така натаму. Во ни еден прилог немаше млад човек да каже. Значи немаше едноставно, мислам дека проблемите на младите луѓе кои што на крај решија да се спакуваат и да си одат, тие најдобро ги знаат. Јас мислам дека има мудрост кај постарите генерации, не се сложувам со студентот, меѓутоа мораме да ги прашаме што вас ви е битно. Да. Ние правевме
анкета во Пелагонија, мислевме луѓето ќе речат дека си одат заради пари. Они Не. викаат не си одиме заради пари, си одиме затоа што не може само кафана да имам како опција за забава, Да. не може да немам спорт. Значи гледаат како се живее. во Приоритизираат светот. сосема други теми кои не беа типични за нас. Апсолутно и за мене. Да, нашата генерација беше обседната со екзистенцијални теми. Да. Да преживееш, ние ги поминавме тешките 90-ти години, кои се своевидна траума. И да не се лажеме кога ќе ми каже некој, Обштествена. кога ќе ми каже некој порано беше подобро, не бе луѓе, не беше подобро. Да. Тоа е, ти си бил помлад. Си изгледал поубаво, си бил поатрактивен, ти стоеле многу опции на располагање, си имал богат социјален живот, ама не било поарно. Престани да ги романтизираш својата младост затоа што тебе ти било поубаво. А И ова е, зашто например, младите луѓе се понесреќни? А младите луѓе се понесреќни заради тоа што мислам дека осознаваат многу повеќе од нас и веројатно не можат тоа убаво да го да употребаме слободен израз да го сварат, да го меинстримираат во својата глава, правилно да го распоредат. Мислам дека се изложени на премногу влијанија кои се премногу хетерогени, премногу интензивни, а истовремено начинот на кој функционираат социјалните мрежи многу им го скрати критичката оштрица им ја крати, ги прави ни пасивни реципиенти на вести и содржини и му невозможува да размислуваат за истите, туку само абсорбираат. Ние во академијата често се смееме, има толкав притисок да пишуваме и да издаваме, на publisher периш, што никој веќе не чита. Сите ние пишуваме. А кој ќе чита ако сите ние пишуваме? Мора некој да чита. Така? Меѓутоа велат, окей, за да пишуваш треба многу да читаш. Да, меѓутоа имам и други обврски, треба да предавам. Квантумот на часови, квантумот на други обврски кои стојат на располагање е огромен. Така да не сум сигурен дека тоа е добар баланс постигнат во такви тип на филозофија. Не е веќе нечија школа, па ти ја читаш, па ја надоградуваш, туку е сите само издаваат и никој не се слуша. И како политичка дебата. Од прилика тоа е, квалитетот на дебатата е паднат во голема мера затоа што таа е на сите страни. И многу малку интелектуалци успеваат да ја соберат на едно место, да се фокусира таа дебата за прашања кои се битни. Така да ние и младите не ги слушаме. Од прилика ние имаме некој стереотип како они функционираат, меѓутоа не разбираме. Јас сега за семејните прашања посебно ми беше интересно тоа дека еден од проблемите кои што се јавува е тоа здружено живење. Јас не живеам со моите родители, меѓутоа имам пошироко семејство од едната страна кое што многу се разбира меѓу себе. Значи, ти можеш да имаш десни ставови, ја може да имам леви ставови, тој може да биде сингл, ти можеш да бидеш. Може ке си кажат нешто, не си го сваќаме никој здраво за готово било кој коментар кажан на маса или на ручек, ама генерално што и да ти се случи, ти имаш каде да се потпреш и кој да те поддржи и ти дава голема слобода, барем мене и на воопшто на моето семејство, голема слобода да и ширина, да видиш различни приказни од луѓе кои што ти се блиски, кои што ги сакаш без разлика дали они размислуваат како те били не. Така што ако семејствата и начинот на кој што размислуваат за семејството е повеќе прифаќачки, а помалку исклучувачки, како ти не си како нас, не припаѓаш на нашето семејство. Да, тоа би било супер да е така, тоа би било оптимално сценарио со обзир дека кај нас екзистенцијалната состојба на општеството не дозволува или често не дозволува младите да се самосталат, што е по мене катастрофа. Дозволи да има малце порадикален став во оваа смисла. Не дозволувам. Мислам дека ние сме премногу колективистичка култура. И нас и хронично ни недостасува индивидуализам. Дури со некој најсупер да бидете ќе се скарате ако сте во исто домаќинство и тука ќе биде. Дури во издвор да сте. Да, апсолутно. И после ти живееш под мој кров и ќе разминуваме и глупости и си го губиме времето. Сите. Секој си еден постар професор мене ме викаше, тоа е честа изрека во таа генерација, вика твоите родители треба да бидат најмалку 3 автобуски станици од тебе, за да мораат да се јават кога сакаат да дојдат. Исто и ти од нив. И ти да не им пречиш на нивниот животен стил, кога конечно израснале деца, кога конечно тие деца се заминали, кога имаат право на една мирна старост во која ќе се посветат на себе. Да. Така, тоа не е еднострана улица, тоа не е едносмерна улица, двосмерна улица е. Тоа функционира и за помладите и за постарите. Политичката социализација, она што јас сум го сведочил во такви проширени семејства, знае да биде многу токсична. Затоа што ти колку стареш поише инсистираш, ти се намалува прагот на толерантност. Ако приметувам кај себе, тоа може само да се лажеме дека не е така. Апсолутно е така. Апсолутно ти се намалува прагот на толерантност и кон деца и кон партнери, и за политички ставови, за не знам што. И во таква една ситуација ти имаш потреба се повеќе да се наметнуваш на помладите.
Да. И немаш време да ги сослушаш, не сакаш, а не се апдейтуваш доволно за да пратиш што се случува во општеството и за да имаш некаков сенс. Селектираш содржини кои ги гледаш и нормално е да има една политичка дури политичка тензија да се јавува внатре во рамките на семејството, ако е тоа такво проширено семејство каде што живеат 3-4 домаќинства во еден двор. Да. И сестрата и братот и не знам, и така натаму и така натаму. Мислам дека Мене ме ужаснува таа култура на колективизам, меѓутоа знам и имам разбирање за тоа дека она е екзистенцијално детерминирана. Мене ме ужаснува. дел, да. Екзистенцијално е детерминиран. Ако квадратот у Скопје 2.500-3.000 евра, заврши муабетот, луѓето ќе живеат со нивните родители. У 40 квадрати, у 40 квадрати. Точка. Нема што да разговараме. Не може никој со плата просечна, колку и год да е во моментов, 400-500 евра, не може да купи квадрат од 2.500-3.000 евра во Скопје. Ниту може да купи земјиште па да гради куќа и така натаму. Мене ми е интересен концептот дека, ама во Скопје, толку што живеете во Скопје. Па нема работа во другите градови, да. Нема работа во другите градови. Зашто тогаш луѓето константно доаѓаат во Скопје? Блиски во Источна Македонија, кои што другарки кои што се преселиле во Скопје не сакаат да живеат во Скопје. Зашто тогаш има механички прилив во Скопје се уште кога има депопулација во државата? Затоа што тука се работните места, тука е економскиот живот и тука се шансите за младите луѓе. Единствено тука, тоа е исто. Единствено тука, тоа е лошо. Опасно што ни се случува и нормално расте квадратот, меѓутоа има и други работи што го предпоставуваат, ги слушавме тие и од НБРМ за огромен број на станови кеш купени, значи не е конкуренцијата баш фер кон младите семејства. Апсолутно. А мерките за семејства да може да купат стан, тоа е политика на државата. Постоеле, сега немаме такви мерки. Значи, да се разбереме, за мене намалувањето на учеството е супер, ама тоа значи дека повеќе луѓе може да земат кредит и поголема побарувачка се направи на пазарот, што може во крајна линија да оди кон поголем раст на цените. Ако истите политички елити кои треба да водат таква политика, која е, например, не знам, политика на обезбедување на поевтин квадрат, учество, некакви олеснувања, спијат во истиот кревет со инвеститорите кои ги диктираат тие цени, да не се лажеме, тоа е чиста демагогија. Тоа е чиста демагогија. Да. И колкав опфат може реално тоа да има? Колкав опфат може да има ако државата реши ќе изградам станови? Колку станови? Каде? Така, по која цена на квадрат? Какви други олеснувања би имало и така натаму? И кој ќе може да го добие тој стан? Не може тоа да биде само пиар стратегија заради тоа што сакаме да се изрекламираме. Тоа мора да биде перманентна стратегија во која ти ќе создадеш доволна конкуренција на приватните ентитети да ги натраш да намалат цената, затоа што нема да може да продаваат. Се додека државата не реши дека од таков опсек ќе преземе проект кој е скап, кој чини пари, кој мора на некој начин да биде исплатлив, дури и за државата. Тоа не значи дека ќе кошта квадратот 3.000 евра во Скопје. Ќе кошта можеби упола од тоа. И повторно ќе има некаква економска логика во целата таа работа, меѓутоа треба да биде таков опфат кој ќе задоволи определена, ќе има определена сатурација на пазарот од такви станови, за да може приватните ентитети да речат па ја не можам да продам по оваа цена. Тоа е чиста пазарна економија во која државата, нели, сака некој ќе рече тоа е државен интервенционизам и е. Ја на почетокот реков, нели, Адам Смит ова не е многу компатибилно со тоа што го кажав. Така, меѓутоа ако веќе државата решила, ако државата веќе решила тоа да го прави, онда мора да го направи во опсек во кој ќе направи доволна конкуренција за приватните ентитети ентитети, фирмите, да го намалат квадратот, така. Ја не мислам дека кај нас постои некоја искрена намера и сериозна долгорочна стратегија да се градат таков тип на станови. Имав јас еден професор кој да видиме, да даеме шанса, можеби некој од политичките елити кои се на власт или ќе бидат на власт, можеби ќе сакаат да преземат такво нешто. Да, тоа станува да видиме, а можеби да видиме, јас не сум баш многу оптимист затоа што тогаш ќе имаат овие приватни фирми повратен некаков притисок врз државата ќе прават и така натаму и ќе веројатно ќе бидат крајно незадоволни од таквиот исход. Лоби групите постојат. Јас не сум сигурна во реката на Адам Смит затоа што таа скоро никаде не постои. Значи како таква. Во изворната форма е тешко да постои, се разбира. Да, дека е се природно, не е природно, обично таму кај што ќе се стават поголема сума на пари, природно има поголем пристап или на моќ медиумска или било каква друга, има поголем пристап до политичарите и секој си ја води на своја страна политиката. Дали
се добра работа лоби групите или лоша работа? Затоа што кај нас лобисти многу е страшно и лошо, ако одите, не знам, во Америка или во Европа, ќе ви речат, па тоа е супер, тоа значи дека оние кои што најдобро се борат за своите интереси ќе можат да стигнат до Па ја мислам дека ние на одредени работи. Мислам дека потсвесно мешаме две различни категории. Мешаме лобирање и криминал или корупција. А тоа да, тоа е факт. Тоа не е истата работа. Не. Кај нас е тоа сведено, како што покажа многу примери неодамнешни, е сведено на еден тист феномен. Кај нас лобирањето се подразбира како корумпирање на одредена група политичари и врзување на нивниот економски интерес со сопствениот за одредени лукративни цели. Не, тоа не е лобирање, тоа е корупција. Тоа е корупција. Тоа е класична корупција и тоа е кривично дело. Меѓутоа, кај нас тоа се, знаеш... И не е no harm, не е да не повредиш. Да, и не е no harm, него ти апсолутно пред се, ако си баш, како се вели тоа, ако си чист, ајде да речеме, една од школите која по радикално се застапува за пазар и либертаријанската, ајде да речеме, ако си чист либертаријанец, ти тогаш би бил против тоа, затоа што тоа ја нарушува невидливата рака која го регулира пазарот. Да, апсолутно. Корупцијата не е добра во перцепцијата на ниедна политичка идеологија. Не постои некоја која може да ја оправда. Лобирањето е нешто сосема друго. А зошто постои? Ако никој не ја оправдува, тоаш која прави? Тоа што нешто не оправдуваме не значи дека не сакаме да учествуваме во тоа. Ако јас имам бенефит од одредена работа, ја можам јавно да ја критикувам, да бидам дел од истата таа работа. Не мислам дека луѓето патат страшно од конзистентност. Мислам дека аргументот на конзистентност е крајно преценет. Луѓето патат од она што нели во економијата се нарекува homo economicus. Тој гледа да заработи, гледа нели тоа, затоа пишува и Хегел за малиот буржоа кој гледа да се снајде, кој гледа на своето семејство да му обезбеди по секоја цена. Да. Екзистенцијалната борба била секогаш примарна за луѓето. И затоа вика Хегел, затоа цивилното општество е конфликтно, затоа што економските ресурси се ограничени, а желбите на луѓето се неограничени. И затоа вика создава и тука државата вика он вели треба да дојде и да ги регулира односите, односно да се јави како регулатор, така. Малци има, можеби има премногу доверба или премногу верба во државата. Така да не мислам дека лобирањето како феномен ние доволно го познаваме затоа што не е во традицијата на македонското општество. Ја колку што знам, ние донесовме закон за лобирање и некаде прочитав дека се регистрирал еден лобист формален кој поднел нели кај што треба документи кои што сакал да се... Се друго е чиста корупција и она што е многу битна тема во политичката наука која бев дел од еден проект се нарекува информалите, неформални врски, неформални аранжмани. Кога формалните не функционираат, кога државата не ти функционира, кога официјалните канали на средување работи или на поставување на работите на своето место не функционираат, луѓето бараат алтернатива. Особено ако немаат доверба во системот. Со бомбонjera и 100 грама кафе ќе завршиш многу поише работа него со административна пријава и поштанска марка. Тоа е информалити. Да, тоа често е на граница на корупција, често е на граница на неморално однесување, ама кај нас телефонскиот повик го заменува шалтерот или канцеларијата на некој што вработен некаде. Ама тоа е во дел и затоа што шалтерот не функционира. Имено. Ние имаме многу добри закони, сите се слажуваме, па тоа, еве, например, сега имавме ситуација каде што колеги од Албанија ни бараат памет, пошто ние тој закон веќе сме го донеле, они што треба допрва да го донесат, почна преговори и така натаму. Нема да навлегувам кој е законот. Идејата е закони добри има, голем дел од нив се европски закони, се фино пишува на хартија, упорно и ние притискаме како невладин сектор и сите да се подобруваат законите, ама тие не функционираат и не ги почитуваме. И сега, и мислам дека не е еднакво да вие бидете, верувам дека може да се изедначи, не знам, бомбонjerата или погрешното паркирање, ќе платиш казна секако. Не може да се изедначи со тоа, некој инспектор на кој што му е работа да провери дали е безбеден просторот, да не провери да земе мито. Не може да биде исто, зашто во едната ситуација луѓе умреле, во другата ситуација ти си попречил пат, ти си платил казна и треба да платиш казна за тоа. И мислам дека луѓето кои што се платени да го спроведуваат законот, еднаш
треба тоа да го направат. Не само во сега примерот за Кочани го земавме. Треба и да е чест малку некој да биде инспектор, па значи ги спроведува законите. Ние немаме никаква инспектори за нас, ги перцепираме како луѓе кои што партиски некаде влегле и сега зимаат мито. Во главата ни е тоа ставено како треба да изгледа тој човек и логично такви луѓе веројатно одат на такви позиции. Апсолутно. После тоа, болницата. Значи имаше цел случај, цела приказна направена во однос на модуларната болница, во која што се објаснува како повторно процедури во изградба не се испочитувале. Апсолутно. И пак продолжуваме во иста насока. Што треба да ни се случи за да научиме дека особено кога се работи за безбедност мора да се почитува, не може да се надеваме дека нема да се случи. Феноменот на тоа имаше еден клип познат кој што професорот ги праша студентите кој вика са бајле дојде без карта, вика да плати карта во трамвај или во автобус и креваат неколку луѓе, ракан или неколку студенти, им вика вие не сте ништо различни, вика од тој што се бави со висока корупција. Двајцата гледате да го зезнете системот. Од тој менталитет произлегува, само потоа можеш да го примениш на повисоко ниво. Еден мој добар професор, сега веќе зрел професор би рекол, кој беше и во политика па се повлече, не учеше дека каков си дома, таков ќе бидеш и во јавната сфера. И веројатно ако истото важи онака како што си се однесувал како млад, така веројатно ќе се однесуваш после на позиција. Ако од млад си се научил да се снаоѓаш, а кај нас тоа е секогаш еквивалент со тоа да кршиш закони и да кршиш правила, најчесто. Тогаш тоа ќе го правиш само на поголемо ниво кој ти дадат поголема одговорност. А константниот brain drain, осиромашувањето на државата со интелектуален капацитет, со луѓе со интегритет и така натаму, не ни помага во тоа да изнајдеме систем во кој ќе поставиш доволно квалитетен човечки материјал кој ова нема да го прави, особено што тој човечки материјал е воден од една социјална инерција која не може да ја запре никако. Кај нас информалити, односно неформалноста во тие односи, средување на работи во позадина и така натаму, секогаш ќе биде популарно и многу тешко ќе се искорени. И не може да не постои, бидејќи сите се знаат овдека. Не дека тоа не постои во развиените демократии или во богатите општества, постои. Апсолутно постои секаде. Само кај нас стана толку безобразно очигледно и почна да остават толкави последици, што е време да се запрашаме дали стварно не отиде предалеку. Јас имам еден пример од, нема везе, блиска, која што завршила на еден од најврвните факултети и она вика, сепак тие кои што имаат врски и социјални познанства веднаш добиваат врвно добра работа, кој што се од тука, а јас како странец, кој што истиот факултет сум го завршила, морам многу повеќе да се докажувам. Ама таму и едните и другите мора да завршат на Харвард, Јейл и така натаму. А кај нас може ништо да не завршите, ништо да не знаете, само познанството да ве бутнат некако. Тоа е општество кој изгуби критериуми, да. Апсолутно. И да не треба да се докажете, може би тој што не завршил факултет ќе биде добар за работата, ама барем ќе мора да се докаже. Не е проблем да имаш познанство и да те препорача некој. Проблем е кога ти си неквалитетен. Да, добро. Да збориме за два различни феномени, да ги разлачиме малце феномените, малце да ги разделиме. Јас препорака многу почитувам. Не е проблем мене некој да ми се јави да ми рече, види, овој студент е стварно добар. Од него можеш да извлечеш многу. Квалитетен е. Или некој да ми рече, ја мислам дека еве овој човек треба да ти биде асистент или демонстратор да стане на факултет, утре професор и така натаму. Тоа е сосема во ред. Ама ако ти пробуваш упорно твојот, не знам, синот на твојата шурунајка мене да ми го продаеш по секоја цена затоа што ти е тебе некаква роднина, сега користам еден банален, помалце комичен пример, затоа што тие роднински, роднокрајни односи кај нас се многу детерминирачки, тогаш имаме проблем со неквалитет. Не ми препорачај неквалитетни луѓе затоа што дури на тој начин го компромитираш дури и нашето пријателство. Па да. Затоа што мене во професионалната сфера ми треба квалитетен човек и мене ми е секогаш проблем да препорачам некого во кој немам верба. Некогаш ми е проблем кога ќе препорачам некој квалитетен, па нема да биде избран за определена позиција. И тоа ми е исто така, да речам, често знам да бидам прилично негативно расположен кога ќе видам дека некој добил позиција која по мене не ја заслужува повеќе од кандидатот кој јас лично сум го препорачал. Тоа е субјективна процена, се разбира, животот оди понатаму, ми се случило неколку пати, посебно во последно време доста често, меѓутоа тоа е тоа, луѓето прават различни процени за тоа што е квалитет, што е неквалитет. Проблем е
не препораката, не е проблемот во тој телефонски разговор кај што ти препорачуваш некого или бараш да биде вработен. Проблемот настанува во еден момент кога ти препорачуваш крајен неквалитет или сакаш некому да му направиш, што викаме народски себап, така, сакаш да му направиш некаква услуга, а во суштина за тоа не стои никаква содржина, односно знаеш дека препорачуваш нешто што е неквалитетно и што е некадарно. Така, во крајна линија, или некадарно за таа работа, можеби тој човек што ќе го вработиш таму и таму, многу подобро ќе се снајде, ќе биде посреќен на некое друго место. Можеби треба да продолжи да се бара, така, меѓутоа ние по линија на помал отпор сакаме, нели, тоа да го завршиме брзо и едноставно и без многу бука и си дозволуваме да комплетно го корумпираме системот на овој начин. Има ли позитивен пример? Се разбира. Ајде да завршиме никако на крај со еден позитивен пример на македонски политичар. Од странство лесно сите наоѓаме, затоа што не им ги знаеме толку ниманите. Не сме живееле во таа држава и некако ако е добра државата, си замислуваме дека тој политичарот што ја води е добар, а некогаш можеби тој е во ред. Ама системот е многу добро поставен. Има држави кај што не си оди целото министерство заедно со министерот и така треба да биде и функционира без разлика кој ќе дојде на чело да го води. Кој кај нас би бил, не мора да се барем 2-3, нека се од различни политички. Ќе наведам и повеќе, да. Ќе наведам од сите политички партии за да нема никој да не се осети навреден. Никој да не се наљути, да, апсолутно. Мислам дека треба да почнеме од почетокот, од осамосталувањето на државата. Мислам дека некои од нашите асови ги заборавивме. А ако седите со овие луѓе и ги слушате нивните приказни, ќе сватите дека Македонија не почнала баш по лесен пат. И дека одвојувањето од Југословенската федерација не било воопшто ниту мирољубиво, ниту во добра волја. Така да јас не можам да не го ценам Глигоров како политичар. Со сите мани и ригидности кои таа генерација на политичари ги носеше со себе, као на пример они не сакаа многу конкуренција, сака да се слуша нивниот збор, има малце па една поавторитарна црта, меѓутоа тоа во времето во кое они биле политички социализирани, условно кажано, било фикс, помалку или повеќе. Човек кој е многу по мене и подзаборавен неправедно, кој одигра голема улога во тој период, за оној кој ги знае фактите, оној кој знае како се случувале работите, кој дури ги заложили своите животи, беше, тоест се уште е, и се надевам уште долго ќе биде со нас и професорот Трајан Гоцевски, првиот министер за одбрана. А ја би рекол политичар, и ова го мислам во најдобра смисла на зборот, од Старков, мој колега професор, бевме заедно членови на Советот за безбедност, од кој може многу да се научи и кој кога ќе ви ги кажува приказните за тоа како Македонија се одвојувала од Југославија, малци морници ве лазат. Ние го романтизираме и повеќето од младите генерации воопшто не го паметат тој период. Човек кој исклучи имав прилика. Па јас не го паметам, не сум толку млада генерација. Да, апсолутно. Јас го паметам и сум имал прилика да работам со него. Мислам дека тоа се наши политички асови кои одиграле многу важна улога во одреден период. А во однос на тоа кој ми се допаѓал како политички сензибилитет, сум го запознал повеќе во улога на аналитичар, мене страшно ми се допаѓаше Јово Манасиевски. Веќе повлечен колку што гледам од јавната сфера или немам јас прилика да го видам. Ми се допаѓаше начинот на кој разумно аргументира, на кој разумно ги изложуваше работите, исклучително ерудиран човек. Неговиот сензибилитет мене ми е близок. А ако треба да издвојам најдобра дебата со најмногу почит помеѓу два учесника во јавна дебата, каде што можеме да учиме делиберативна дисциплина и почит кон соговорник, една стара дебата, многу стара дебата, не сум видел ништо поконструктивно и подобро меѓу Јордан Бошков од ВМРО ДПМН и Нано Ружин во тоа време мислам од СДСМ. Ја памтам таа дебата затоа што како ретко кога застанав пред телевизорот и гледам и викам, може да се разговара цивилизирано. Видов дека господинот Бошков е веќе во некои позрели години, имав прилика скоро на телевизија да го видам, не знам се пред колку време точно беше, ми е драго дека ете. А инаку ако треба да земам некој кој е пример за делиберативна дисциплина, добро формулирање аргументи, исклучително јасно изразување дури кога тотално не се согласуваш со него и кој секогаш го сакам за соговорник, посебно кога не се согласуваме, Илија Димовски. Илија Димовски од ВМРО ДПМН ми е супер соговорник. Скоро никогаш не се согласуваме за работите, меѓутоа има делиберативна дисциплина, нешто што на луѓето во јавната сфера им недостасува. Никогаш не е афективен. Секогаш јасно формулира аргументи, јасно знае што ти кажува, имаш право да не се сложиш, знае да биде и малициозен, но во онаа мера во која тоа е симпатично.
Така да, него ќе го пофалам за делиберативна дисциплина. Во однос на тоа кој Делиберативна дисциплина значи јавна дебата, и дисциплина на јавна дебата. По мене кој е најитар и по мене кој има најголем политички сенс, ајде тоа ќе го оставам за крај, еден од најхаризматичните луѓе кои јас сум ги запознал во политиката и многу ми се допаднал е малци од другите етнички заедници, да пофалиме некого, да не биде дека се задржавме само на нашиот етнички корпус. Исклучително паметен, харизматичен човек кој мислам дека имаше можеби повеќе капацитет, можеби условите не дозволија политички да се реализира повеќе, беше господинот Имер Салмани. Бевме соговорници во една дебата скоро и со него и со Илија Димовски. Исклучително задоволство ми беше кога слушнав кои ќе бидат гости. Човек кој плени вака со јаснотијата на аргументот, човек кој исклучително благ, умерен, без јас сакам луѓе кои не настапуваат со такви афективни тонови, тие се комплетно непотребни според мене. Политичар кој најмногу успел и кој најдалеку успел на меѓународна сцена или достигнал одредени висини е Радмила Шекеринска, се разбира, да бидете заменик генерален секретар на НАТО е прилично голема и висока функција. Ние можеме да ја сакаме и да не ја сакаме, можете да велите дека е елитист, можете да велите дека е ваква или онаква, меѓутоа исклучително успешна, евидентно и успеа да се реализира и надворот на рамките на македонската политика, независно што овде, нели, како што реков, полу од луѓето ќе ве слават, полу од луѓето со сигурност ќе осеќаат некаква одиозност кон нас. Намерно не ги споменав Иванов и Пендаровски, нашите двајца председатели, затоа што со нив соработував и би бил крајно субјективен во изнесените оценки, така да од овие сите луѓе кои ги споменав, ми се бендисуваат на различни начини за различни работи. Какви беа Иванов и Пендаровски во однос на соработниците? Предпоставам за одредени прашања се консултирале. Многу различни по својот политички сензибилитет се разбира. Ама меѓутоа во ниеден момент што беше вака, што дали не знам, тие сигурно научиле од тебе, затоа и те консултирале, ама обратно што ти научи од нив? Не верувам дека имав многу што да им понудам и на двајцата во однос на тоа што би можеле да научат од мене. Мислам дека беа многу добро информирани и ерудирани уште пред да ме запознаат, меѓутоа факт е дека се работи за две многу различни личности. Она што им е заедничко е што јас секогаш сакам да соработувам со луѓе кои имаат интегритет и кои веруваат во она што го говорат и веруваат во она што го работат, независно дали тоа некому му се допаѓа или не, со обзир дека двајцата се обраќаат на комплетно различни делови на општеството. Мене ми е непроценливо искуство што сум соработувал со двајцата. Иванов ми беше предметен професор на факултет, имавме прилика да седуваме и професорот Шкарич. Во еден многу краток период дури професорката Силјановска соработувавме еден семестар, мислам, на еден предмет. Така да сум имал прилика да учам од различни луѓе за различни работи. Она што може да се учи е и она што јас лично се гордам што ниту за едниот, ниту за другиот имало било каква афера. Сериозна. Јас не сакам да се дружам со луѓе на кои потоа им излегуваат некакви афери за корупција, афери за непотизам и така натаму. Не верувам дека и за едниот и за другиот ќе најдете некаква афера од тој тип. Имале интегритет и верувале во оно што го работеле. Дали вие верувате? Е друго прашање. Се разбира дека не може да постои човек со кој 100% ќе се согласите за работите. Така? Да. Меѓутоа затоа што вие сте на страната на оно што се нарекува апрентис, вие учите. И добро е што сум можел да соберам знаење и да соберам и да видам како функционира еден политички сетап, една политичка клима и во двата случаи, затоа што тие биле и диаметрално спротивни по одредени прашања, па можеш да прецениш каде е тука некоја конфуцијанска средина до која можеби ти утре треба да се држиш, не само ако решиш да се бавиш со политика, туку и ако решиш да ја анализираш само. Би се бавел со политика практично, не научно, во поглед на функција и слично, партиска или... Предходно споменативе позитивни примери на политичари по различни основи. Ми рече немојте, молам, вика, не останаа луѓе кои ќе ја коментираат, вика сите сакаат да се бават со неа. Така е. Немам некоја желба во моментов, искрено. Имав еден ентузијазам, можеби пред 10 години да влезам во политика, да се бавам. Можеби со дипломатија, како специфичен дел од политиката, да. Не знам колку сум роден за тоа и не знам колку имам шанси во тој свет да успеам или колку би ме прифатиле во тој свет. Сепак тоа е еден специфичен дел од политиката. Меѓутоа со нас секојдневна политика и ние професорите имаме проблем со дисциплина. Имаме проблем со конформирање на мислењето. И гледам мои колеги кои се професори го имаат тој проблем.
меѓу другото, нели, Иванов го споменавме, па и Пендаровски е професор. Често кога си дел од група, кога си дел од одреден колектив, кој проектира некакви ставови, кога не се согласуваш, ти паѓа многу тешко да се конформираш. А гледаш дека тоа е, например, мнозинско мислење. Да. По одредено прашање. Во партијата или во општеството. Може да се каже дека нашата професија носи одредена суета. Ако сакаш баш тоа негативно да го представиш, ако сакаш да го представиш позитивно, ќе речеш дека тоа е интегритет. Да. Зависи како сакаш да го видиш. Ако мразиш професори, ќе речеш они се суетни. Ако не ги мразиш претерано, ако не ги идентификуваш со сите оние негативни стереотипи кои кај нас се градат во општеството, тогаш ќе речеш тоа е интегритет. Имаат интегритет, па тешко им е да прават компромиси. Факт е дека не е тешко да правиме компромиси. Меѓутоа, политиката бара смисол за компромис, да бара смисол за тоа кога да се цензурираш самиот себе, кога нешто да се каснеш за јазик да не кажеш, а тоа мене не ми оди баш најдобро, така да. Може ако престанам да гостувам во подкасти и вежбам молчење наместо говорење, може би ќе бидам подобар за политика. Мислам дека не е време за тоа. Не сум сигурен, да. За кратко сега кога ќе завршиме. На краткиот одговор би бил не, немам намера скоро. Имам одредени политички понуди, многу конкретни и многу коректни, од различни страни кои доаѓале. Им благодарам на сите што покажале интерес за мене, меѓутоа, како велат, I'm off the market, едноставно, за таков тип на функција. Добро, еве сега, добро е да знаеме, ама интересно ми е дека политиката е крива за се и сакам да прашам дали, ако навистина политиката е крива за се или е навлезена во сите пори, ќе не биде ли како систем и како општество? Кратко на ова само за не мислам дека е крај. бинарно. Прашањето е колку ќе не биде. Прашањето е на мерка. А не на тоа дали ќе не биде. Че барем малку ќе не биде. Ја не сум апокалиптичар по убедување, не сум од оние драматични ликови кои викаат готово Македонија ќе ја снема утре, ако ова или ова не го направиме. Меѓутоа факт е дека многу бавно си го подобруваме квалитетот на животот во оваа држава и 30 години, за овие 30-35 години можевме да постигнеме многу повеќе. Ако треба да го формулирам во една реченица, ќе не биде, ама само во онаа мерка во која ќе вложиме да не биде ништо повеќе од тоа. Како и за се друго. Фала многу и баш ми беше драго што си направивме муабет за политика. Ти благодарам за поканата и уште останувам на првичната изјава дека сепак љубовта го движи светот. Супер.